Очајнички потези во страв од целосен политички потоп, така можеме да ги сватиме последните пораки на Дуј и зацкриените закани дека без соработка со нив немало да ги има македонците испратени директно од партискиот лидер Али Ахмети. Политичкиот аналитичар Љулјузин Фаризи за Алфа вели дека Дуј од опозиција тешко е да има и мал дел од моќта која што ја имаше изминативе и повеќе од 20 години. Велика и нив постои сериозен страв дека наследните локални избори може да останат без ниту една општина. Дој како политичка партија во следниот период кога ќе биде во опозиција, точно ќе знаеме во следните локални избори кога ќе останува најверојатно без ниту една општина во ниво на држава, така што она има време до 2025 да се консолидира, да излезе со програма, со тоа што го имаат кажано експертите од странство, да го понуди пред граѓаните и да видиме дали граѓаните ја прифатат нивната понуда. Интегративците најавуваат дека ќе бидат конструктивна опозиција, но сепак реалноста е сосем друга. Според Фаризи, реториката дека владата била нелегитимна и заканите од најголемите функционери се само со цел повторно да се дограбат некако до владините фотели и обид да се спасат од криминалот, сторен во текот на минатите 2 децении. Дуј е само една политичка организација во минатото што се го имаме бележено дека е како политичка партија во смисла дека е влезан во тежок криминал и корупција, така што нивните посакувања да бидат дел од власта е само нивна реторика со цел тоа да го постигнат со закани кон владата. Дуј очигледно и повеќе од тешко ја прифаќа реалноста дека не се веќе во удобните фотели, па дури и во јавноста постојат сомнежи дека во наредниот период подготвуваат дестабилизација во државата, зашто предупреди премиерот Христијан Мицкоски. Фаризи вели дека има индици дека Ахмети е подготвен на такво сценарио, но останува отворено прашање дали ќе успее да ги убеди поддржувачите. Чим премиерот излегол со такви информации, веројатно тој е информиран за можни дестабилизации, но пред се Дуј треба да го чека септември и неговите редови да ги исполнува, да ги убедува луѓе да излегуваат во протести и да ги убедуваат исти да пат проблеми во тие протести. Дуј кога ги дава изјавите односно нивниот лидер, во иста реченица има два различни ставови. Едниот став е дека односно и се заканува на државата дека под секоја цена тие треба да бидат дел од власта. Дуј во текот на минатите 22 години на власт беше цели 20, кратко замина во опозиција во периодот од 2006 до 2008, како и сега кога новата влада ја формираа ВМРО ДПМН и коалицијата вреди.